Јавна конфронтација, правна, но и политичка, судир меѓу власта и опозицијата, но и обвинителството за организиран криминал. Заеднички именител е протекување на доверливи информации од председателскиот кабинет. Истовремено и паралелно со обвинителството се повлече судското процесуирање за увозниците на случајот Мазут за ТЕЦ Неготино. Наредната недела може да се очекуваат првите информации од МВР за протекувањето на доверливи информации од кабинетот на председателката Сејановска. Гостин во ова издание на Тренинг адвокатот Асмир Алиспагич. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Алиспагич, колку и како МВР може толку долго време да ги држи информациите и да не им ги дава на обвинителството? Во однос на случајот за наводна шпионажа за аферата ке председателката Сејановска. Зборите за конкретни случаеви или зборите Еве во однос на наводната шпионажа во кабинетот на председателката Сејановска. Не би се согласил од она што го знам и што го слушнав дека таму нема добра координација. Мислам дека се работи во делот на таа предистрага, но она што мене ме загрижува е протекувањето на информациите во делот на начинот како органите постапуваат во делот на прибирањето на доказите околу предистрагата. Да не заборавиме, ова е предмет кој што е се уште во предистрага. Согласно Законот за кривична постапка, предистражните постапки и действијата кои што се преземаат во предистрагата се тајност. За една ваква сериозна работа, а тоа е под наводници протекување на било каква информација од председателскиот кабинет, според мене е несериозно препукување јавно на начинот како се води сето тоа. Дали всушност обвинителството за гонење на организиран криминал всушност се истрча, иако случајот бил отворен уште при крајот на минатата година, односно пред истрагата? Мојот впечаток е дека во тој дел ОЈО за ГОК не требало воопшто да соопштува било какви информации околу предистрагата. Замислете вие колку предмети сега се во моментот во предистрага. Замислете колку имате барања од не само ОЈО за ГОК, туку и сите други обични обвинителства во нашата држава во делот на постапување на МВР и други органи. Чуму е јавното конфронтирање кога се уште не знаеме што се случува во таа предистрага и така треба да биде. Но ако сега ОЈО за ГОК под наводници истрча со било какво соопштение, се уште не знаеме дали воопшто ќе има предмет со отварање или поинакво носење на одлука околу постапување на конкретно правен предмет, сметам дека Министерството за внатрешни работи е овдека во право и сметам дека ставовите на министерот за внатрешни работи господинот Панче Тошковски се во ред, бидејќи согласно Законот за кривична постапка предистрагите се тајност и се водат во тајност. И недозволиво е едни такви конфронтации во медиумите кога се уште не се знае дали воопшто ќе се отвори наредба за спроведување на истрага или како ќе се движи понатамошниот тек на таа постапка. Но не ли ви изгледа помалку симптоматично што толку долго време обвинителството за гонење на организиран криминал бара информации од МВР, а МВР не ги дава? Не би можел да знам, ниту треба да знаеме што се случува и како се случува. Таа координација е исклучиво помеѓу ОЈО за ГОК и органите кои што постапува. Министерството за внатрешни работи, кабинетот на председателот на државата или други потребни органи со доставување на соодветни поднесоци одговори. Точно е регулирано како и на кој начин се бараат информациите и како на кој начин и кој временски период се враќаат информациите до обвинителството или обвинителот кој што постапува. Не се ни сомневам дека таму се собираат докази, но да оставиме еве да видиме што ќе произлезе од тој предмет кој што да потенцирам е се уште во предистрага според оние сознанија кои што протекува во јавност. Министерот Тошковски најави изненадување околу аферата Мазут по стопирањето на обвинителниот акт поради недостиг на докази
Можно ли е полицијата да крие докази една година од отворањето на постапката? Не би го претолкувал тоа така. Тој предмет започна со отварање на наредба за спроведување на истрага. Во тој предмет се постапуваше и се собираа соодветни докази и действија како би можело јавното обвинителство за гонење на организиран криминал да донесе соодветна одлука. Јавноста е веќе запознаена каква одлука е донесена. Сметам дека во конкретниот предмет се собираа многобројни докази. Она што остана спорно е околу начинот како биле испитувани представниците на СМ, колку што успеав да слушнам, но секако тука оштетеното правно лице има право на жалба, па да видиме Висшето јавно обвинителство како ќе постапува во тој дел. Но она што мене ми остави така впечаток е фактот што оваа акција беше бомбастично најавувана, со апсење на многобројни лица инволвирани според тогаш поднесената кривична пријава, па дури и определени и најстрогите мерки, притворски, па куќен притвор, па после определен временски период заменети со гаранција, што е секако законски и побарано и законско постапувано, но во еден дел каде што вие како јавно обвинителство за гонење на организиран криминал ќе се соочите со различно толкување и различно гледање на доказниот материјал, тогаш сметам дека тие мерки не само за овој предмет, за било кој друг предмет се престроги. Доколку јавното обвинителство за гонење на организиран криминал во една предистрага увидело дека има или нема потреба за најстрогите мерки, чуму се тогаш тие мерки да се поднесат и да се одржуваат до некој си период од 4 до 5 до 6 месеци. Ова не го говорам само за овој предмет, туку и за било каков друг предмет. Кога јавното обвинителство ќе постапува и ќе увиди дека нема потреба понатаму за најстрогата мерка, сметам дека е и за потребно да биде заменета со поблага мерка. Не секогаш мерките за обезбедување остануваат до крај. Дали се прави обид за девалвирање на улогата и влијанието, па и наредбите кои обвинителството ги дава во однос на случај, генерално зборувам, па и вклучувајќи за случајот со Мазут? Она што го знам и она што секојдневно учествувам во предметите е дека неспорно има соработка помеѓу јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, ако ме прашувате, и со другите органи, и во рамките на истражителскиот центар и истражителите, но начинот како и брзината на доставување на одговорите, тоа секако е на органите кои што се постапуваат, но несомнено мој впечаток е дека работат на многу комплексни и многу предмети за кои што се побарува многоброен доказен материјал во кој што пред да се донесе одлука, навистина се разгледува претходно и учествуваат и сите тие докази кои што се обезбедени. Препознавате ли ривалитет помеѓу власта и обвинителството или обиди за обструкција на работата на обвинителите, па и судиите, онаму каде што, например, некаде не им одговара на власта, па се прават обиди за оспорување, за пролонгирање на некој случај? Знаете како, јас сум веќе 16 години адвокат. Во нашата држава секако било кој да е на власт се обидува да на некој начин и под наводници влијае во делот на постапувањето околу обвинителските одлуки и во делот на судските одлуки. Јас секогаш се залагам и сум се залагал, а верувам дека и власта и опозицијата или било која партија се залага да судството и обвинителството биде независно во своето постапување. И сметам дека треба и обвинителството и судот да се остават да постапуваат согласно своите законски надлежности. А секако тука е и контролниот механизам, а тоа е изборот на обвинителите, изборот на судиите, изборот на новиот јавен обвинител, како и начинот на кој што се бираат
и се покренуваат било какви постапки против нив. Али Спагич, што ќе се добија ако се отвори повторно досието Мазут, откако обвинителството добил изјави од компанијата ЕСМ дека нема штета? А сега ЕСМ вели ќе обжалат одлуката. Сега по вложената жалба треба да оставиме да видиме како ќе постапува Висшето јавно обвинителство, кое што е надлежно да постапува по таа жалба. Секако треба да се испитаат сите детали околу начинот како биле повикани тие оштетени лица на оштетеното правно лице, во кое својство и дали биле конкретно прашани на тие околности. Доколку веќе е тоа констатирано записнички, тогаш навистина Висшето јавно обвинителство има жежок костен околу начинот на кој што треба да постапува. Видите, тоа е суштински околу постапувањето во еден конкретен предмет, а и во овој дел, каде што се тврди дека тендерот кој што бил во вредност од одредена сума е вметнат како целокупна штета во кривично-правните действија на самите обвинети осомничени лица. На обвинителството кое е смислило изговори, му велам, трпението е при крај. Порача деновиве председателот на владата. Колку и како оваа оценка на премиерот е закани притисок кон судско-обвинителската фела? Не би рекол дека е закана, не би рекол дека е притисок, но е секако одраз на едно незадоволство кое што се шири меѓу граѓаните. Тоа е секојдневние, затоа што ние секојдневно се движиме меѓу граѓаните. Граѓанинот е желен за правда. Вие имате ситуации каде што навистина во јавноста не протекуваат информации, меѓутоа имате предмети кои што се многу битни за обичниот граѓанин. Почнувајќи од имотните права, социјалните права и сите тие права кои што ги засегаат најмногу граѓаните. Сметам дека ваквиот став на не само премиерот, туку било кој е легитимен, а со самото тоа што сака да укаже дека навистина треба да биде поефикасно решавањето на сите тие предмети за кои што се поднесуваат кривични пријави. Тоа се залага и одбраната, конкретно јас. И добро да ве прашам, за вас нормално ли е во една демократска држава во која се залагаме за независно судство, премиерот да рече дека е многу разочаран од одлуката на обвинителството во однос на случајот Мазут и една од причините да му крене телефон на државниот јавен обвинител? Не заборавајте дека сегашниот јавен обвинител беше предлог на законодавната власт. Тоа е предлог на владата. Тука не гледам ништо спорно да имаат контакти телефонски и да разговараат за функционирањето, да речеме, на секојдневните тековни работи. Но секако е загрижувачки доколку е разговарано во конкретен предмет за конкретни действија кои што биле носени од одредени обвинители. Колку што успеав да разберам, јавниот обвинител имаше став дека не бил рефериран тој предмет во Републичкото јавно обвинителство, но бил информиран дека ќе биде донесена таква одлука. Државниот јавен обвинител Саевски рече дека не бил запознаен со одлуката на обвинителството во случајот Мазут. Зарем тоа не е загрижувачка информација? Знаете како? Републичкиот јавен обвинител не може да биде запознаен за секој предмет во кој што се постапува од одреден обвинител. Не можете вие да очекувате од сегашниот јавен обвинител, па било кој да е друг јавен обвинител кој што постапувал, да биде за секој предмет запознаете. Знаете ли колку обем имаат на работа секој јавен обвинител во хиерархијата како што е уредено јавното обвинителство? Основно, вишо, републичко, ОЈО-ЗАГОК. Вие имате секојдневни пријави кои што стигаат од секој граѓанин. Имате секојдневни пријави кои што стигаат од МВР. Имате секојдневни пријави кои што стигаат од Царинската управа. Еден куп други органи кои што поднесуваат кривични пријави. Замислете, републичкиот јавен обвинител да се интересира за секој предмет и во делот на постапувањето на секој јавен обвинител. Сметам дека тоа не е надлежност на републичкиот јавен обвинител и тоа не е така, но е секако
за потребно, доколку одреден јавен обвинител побара да се реферира и да се изнесе став околу некои различни мислења и за потребно да се донесе заеднички став, тогаш секако републичкиот јавен обвинител и како ги повикува надлежните јавни обвинители кои што постапуваат во соодветна постапка да се изнесат заеднички ставови како став на највисокото републичко јавно обвинителство. Ако се криминалци, што наводно ги штити обвинителот за организиран криминал, како е возможно во владата, во кабинетот на премиерот, да биде Асмир Јаховски, газдата на Пуцко Петрол, кога се бараат решенија за поевтини нафтени деривати? Никој не е вируемен додека не добие правосилна судска одлука. Тоа е начело кое што е универзално и во конкретнава ситуација има поднесено кривична пријава против господинот Асмир Јаховски. Се водела постапка и он се уште, иако има неправосилна одлука со затварање на постапката, тоа не значи дека е затворена таа постапка, има активни мерки на предпазливост, не значи дека не мора да учествува било кое разговор или да се движи во тековите секојдневни кои што се одвиваат во неговиот дел и домен на работа. Сметам дека употребата на таа квалификација криминалец е единствено за потребна доколку било кое лице добие правосилна судска одлука, а тоа е поминувајќи ни сите инстанци. Прв суд, втор суд и Врховниот суд, во кој што јасно ќе се детерминира улогата на било кое лице, па да може било кој да употреби квалификација дека тоа лице е осудено правосилно со таа и таа пресуда. Јас како по вокација бранител и во фелата избегавам да го употребувам тој збор, затоа што во ниту еден момент не сакам лицето заради човечкото достоинство да свати дека навистина е, иако е обвинет, дека треба да му се даде таков епитет. Со какви нови докази би можело да се возобнови случајот со Мазут? Мој впечаток е дека тука јавноста е погрешно сватена или погрешно пренесено став. Сметам дека сите тие докази кои што биле доставени, може би се за потребно повторно да се преоценат од висшето јавно обвинителство во една законита постапка. Ако се мисли на докази кои што во меѓувреме произлегле за носењето на таква одлука, тогаш е сватливо да се разбере дека станува збор за нови докази. Но ако се тие докази кои што се обезбедувани во една истрага, која што траела подолг временски период, во координација со сите истражители, сметам дека треба да оставиме да видиме каков став ќе заземе висшето јавно обвинителство, бидејќи тоа е филтер во делот на носењето на одлуките од основните јавни обвинители. Какви правни алатки му се на располагање на државниот јавен обвинител во овој случај? Може ли тој да го преземе случајот? Во конкретнава ситуација не, затоа што јасна е надлежноста како се постапува со донесување на една наредба за запирање на една јавно-обвинителска постапка, исклучиво по поднесување на жалба од страна на оштетеното лице, во конкретнава ситуација оштетеното правно лице, тој предмет во рок од 8 дена се физички се префрла по поднесената жалба во висшето јавно обвинителство. Висшето јавно обвинителство секако има одреден временски период да ја разгледа жалбата, да ги разгледа сите докази и доколку цени да донесе соодветна одлука. Тука нема многу можност висшето јавно обвинителство да тактизира. Тука постои можност или да се уважи жалбата на оштетеното правно лице и предметот да се врати на повторно одлучување пред ОЈО или евентуално да се потврди одлуката која што е донесена и тука да запре постапувањето во тој дел на надлежност. Но секако оштетеното правно лице има право да иницира после таквата одлука до републичкиот јавен обвинител повторно со барање да се разгледа во целост целата таа постапка, каде што републичкиот јавен обвинител може да го побара целиот предмет и повторно да го разгледа и нормално, не во делот на
постапувањето околу начинот како е водена постапката, но евентуално околу некои други, да речеме, докази кои што биле или не биле изведени, да иницира понатамошен дел околу евентуална иницијатива за водење на некоја друга постапка. Благодарам. Ви благодарам. Ни во теоријата, ни во реалноста, лично јас не верувам во можноста некој нешто да ви одземе. Она што е важно за еден македонец денес е дека има своја држава, дека има свој јазик и дека знае кој е. Ако знае кој е, идентитетот не се тоа опипливи категории. Идентитетот влежи во вредности, во верувања и во значи тоа се едни апстрактни категории. Во теоријата се вели дека идентитетот, културата не е оние културни артефакти кои што ќе ви речат припаѓале во овој век или во оној век, имале вакво или онакво влијание. Културата се носи во вредностите, односно културата лежи во луѓето.